Добар ден, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Секоја една мајка кога ќе забремени, почува да се грижи дали незината бременост ќе тече уредно. Но не секогаш работите се одвиваат според планот. Се случува бебето да се роди пред термин. Кои се здравствените ризици кај недонесеното бебе? Дали сите треба да бидат ставени во инкубатор? Колку време остануваат во болница, ќе ни појасни професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар, неонатолог. Дизајнерката Маја Кикириткова пред време ги роди и двете деца. Таа вели дека не знае што било пострашно, дали тоа што се породила пред време или што првиот пат дома си заминала без бебе, кое останало во инкубатор, во болница. Денеска зборуваме за јунаците што решиле пред време да се родат. Останете на Телма. За предвремено родените бебиња. За јунаците што решиле на свет да дојдат порано, денеска разговараме со македонската дизајнерка Маја Кикириткова. Маја, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро те најдов. Пред се ти благодарам за поканата. Се договараме оддамна, но ете, дојде денот да дојдам и да продискутирам на оваа тема. Маја, вие сте мајка на две предвремено родени деца. Синот Лазар, кој што сега има 7 години, кирката Ева, 5 годишна. Имавте две уредни бременности. Како течеше периодот на бременоста со оглед на тоа дека не се заврши се според планот? Јас имав уредна бременност и со едното и со другото дете. Еве да се навратам прво за бременоста со Лазар. Буквално, значи, се течеше како по книга, одев на часови по јога за бремени жени, одев на часови за едукација, од после кога ќе се роди бебето, часови за доење, значи сето тоа така некако спонтано, бидејќи бев слободна сама, нели нормално немав дете позади мене и можев да циркулирам и да се движам на сите тие активности. Се спремав за беше 22 декември, сопругот отиде на предновогодишна забава со другарите, нели нормално во декември. И јас се спремав, требаше да одам на час по јога. Беше 5 часот попладне, отидов во тоалет и видов дека сум прокрварела. На почеток ме фати мала паника, но некако многу верував на мојот доктор, веднаш му се јавив и му објаснив за што станува збор и он ми рече као немој да паничиш, спремај се и дојди, дежурен сум, дојде во болница. Јас не му се јавив на сопругот, бидејќи мојот доктор Тофовски изреагира нормално, смирено, ноншалантно и мене тоа ми изгледаше дека може нормално да се случи и дека е нормално. Јас кога стигнав во болница, крварењето беше многу зачестено, значи на поголеми интервали. И ми рече само Маја, ситуацијата не е добра, мора да те породиме итен царски рез. Јас кажав, како тоа итен царски рез? Јас не треба да го родам детето сега, значи детето треба уште многу долго да се носи. И тој ми кажа дека плацентата ми е одлепена и дека овде станува збор за живот на мајка или дете, бидејќи кога се одлепува плацентата, крв навлегува, нели нормално и сето тоа детето може да го прима, може да настане некоја инфекција и да се случи тоа најнесаканото, нели нормално за родителот. Му се јавив на сопругот и му кажав дојди во болница, значи јас ќе се пораѓам. Он дотрча со брзината на светлината, не знам за кој беше поголем стрес, дали за мене или за него. Јас некако нормално го сватив сето тоа, бидејќи знаев дека морам да бидам силна во тие моменти, затоа што сум потребна и на самата себе и на детето кое што треба да се роди. Ме породија во 8 и 10 часот навечер се роди Лазар и дете од неполни 2 килограми го ставија во инкубатор. И тука почна да се случува тоа што нели нормално јас утредента веќе бев во свест дека детето мене ми е родено, но детето не е покрај мене, детето е во инкубатор. И сакав да го видам, но некако сето тоа се одвиваше као поеднаш дневно, помалку, па не можев да станувам затоа што нели со царски рез јас станав и
побрзо, за да мислам дека таа борбена сила кај мајките за да отидат да се го видат детето, не ни чекаат да помине одреден период кој што им е кажано докторот. Станав, отидов до инкубаторот, нели нормално да го видам детето. Стресно беше во секоја ситуација, но помина и еве сега Лазар е 7 години. Кога останавте трудна втор пат, се плашевте да не се повтори истото сценарио? Дали може во 33-та недела од бременоста почна да ве фаќа страв што ќе се случи во 34-та? Јас искрено не ни сакав да останам бремена по втор пат, затоа што мене сето ова ми беше многу стресно. Имав запушен десен јајцевод, каде што според книга и според цела историја, нели нормално и тоа што се случува по книга и по студенти кои што учат, дека со еден запушен јајцевод останување на бременост е многу ретко, скоро и невозможно. Така да јас се водев по таа политика и таа книга и од прва дека шансите се мали. Дека шансите се мали, но од прва останав и по втор пат бремена. Мене кога циклусот ми доснеше, јас знаев дека сум бремена затоа што имам редовен циклус. Купив тест за бременост и видов дека сум бремена. Јас не му се јавив на сопругот, му се јавив на мојот доктор. И му кажав, докторе, јас нели не можам да останам бремена. И он ми кажа, Маја, тоа е по книга, но во 0,01% од случаи може да се случи и ова е Божјо дете. Јас му реков, јас не сакам дете. Јас не сум спремна, затоа што Лазар беше година и 4-5 месеци јас кога останав бремена. Ја не бев спремна за уште едно бебе дома, уште едно бебе. За сите стресови да ги поминувам повторно. И некако ме разубеди он, значи со сите тие контроли, полека, едно друго, ме разубеди дека се е во ред, се ќе биде во ред. Имав страв, но правевме дополнителни испитувања и многу чести, се беше уредно. Јас некако се надевав дека оваа бременост ќе биде нормална. Но истото се случи. Овој пат исто, стара нова година, 13 јануари, сопругот повторно на дочек на стара нова година. Јас повторно сама со Лазар дома, Лазар го заспав. Но овој пат имав некое чудно чувство и знаев дека нешто ќе се случи, затоа што едноставно осеќав дека нешто не е во ред. Интуитивно. Да, легнав да спијам, не можев да заспијам. Бев будна до 2 по полноќ. Имав некои грчеви во стомак. Ја не знаев што е контракции, бидејќи со Лазар немав контракции, всушност тоа биле некои мали контракции. И во 6 часот наутро кога станав, истата ситуација, прокрварена, со плачејќи го разбудив сопругот и само му реков, однесеме во болница, јас ке се пораѓам, му се јавив на докторот, рече дојди веднаш и овој пат ми ставија и инекција за зрење на плодот за бели дробови. Издржа неколку часа, во 12:05 минути Ева се роди. Ева не беше во инкубатор, беше само на обсервација 8 дена. Иста недела, исти ден, иста килажа, буквално исто родени. Колкава килажа? Значи пред 2 кило и 50 грама, и двајцата кило и 70 и кило и 50 грама. Значи навистина мали. Да, многу мали, кога излегува од болница беа помалку од 2 кила и двајцата, значи. Но јас бев упорна и знаев дека морам да дојам дете, дека тоа е најдобро за моите деца, затоа што се предвремено родени, дека јас најдоброто можам да го дадам од себе и бев упорна и ги доев и двете деца беа на ексклузивно доење. Браво. Ќе проговориме и за тоа, за таа борба за одржувањето на лактацијата, но да проговориме уште малку и за оние стравови што ги имавте во тие првични моменти кога децата дојдоа на свет пред време. Не направивте мекици ни за едното, ни за другото дете? Не направивме мекици ни за... Од страв? Па не, сопругот не сакаше, затоа што пред се Лазар беше во инкубатор и немаше логика да правиме мекици детето во инкубатор, ние дома. Најголемата болка беше кога сите мајки излегуваат од болница со дете, ние излеговме со празни раце. Нова година пречекавме сами, отидовме во 12 часот до инкубатор за да го видиме детето и пред Божик тука некаде, не знам точно како беше и колку време беше во инкубатор, си го земавме детето. На почеток... Од каде се црпи силата во тие моменти? Не знам. Сега да ме прашаш, не знам. Не знам да ти одговорам на прашањето, бидејќи тогаш сум била толку многу јака и силна,
го земавме детето и детето дома спиеше цело време. Јас морам да ја споменам Даница, која што е... Даница Лепоевич. Да, инструкторка за... Значи, јас кај неја идев на часови за јога, за учење, една вид на школа и за доење, за пред, нели, да се роди детето. И кога се роди Лазар, да не беше Даница, јас немаше да имам лактација, немаше да дојам дете. А она беше во постојана комуникација со мене на телефон и ми кажуваше што да правам, како да правам, кога да се измолзувам, како да го замрзнам млекото за, нели, кога ќе дојде дете дома. Тоа е силен предизвик да се дои предвремено родено бебе. Токму речи така. си невозможно некој Речи делат. си невозможно, да. И... Ама ви успеавте? Па успеав, Со да, него? значи со помош на Даница. Да не беше Даница, јас немаше да знам како да дојам дете. Искрено. Затоа што мајка на прво дете, а и со второто дете веќе сум имала искуство од првото. Ама со прво дете јас немав никакво искуство. И морам да ја споменам Даница и секогаш ја споменувам и навистина ме подучи многу, ми покажа многу како да ја задржам лактацијата и кога дојде детето дома, постојано спиеше. Јас мислев дека тоа е нормално и се јавувам и викам Даница, детето 7-8 часа спие и она рече буди го. Значи куби го за косичка, било што разбуди го детето мора да го доиш, да му дадеш затоа што ќе почне да паѓа на килажа. Имав тетрадка до ден денес ја чувам тетрадката, многу ми е криво што не ја земав сега, каде што запишував секој ден до 100-тиот ден од неговиот живот, колку качел на килажа секој ден, колку пелени, мокри, суви, на колку време цицал, по колку милилитри, значи цицал, Испил, така, до да. 100-тиот ден. Значи буквално за Ева тоа не го правев, но за Лазар, бидејќи прво дете до ден денес се зезаме за тоа, еве тетрадката каде што мајката се запишувала. Да, некои имаат дури вага покрај нив и го мерат бебето, не одевте до таму, претпоставувам. Не одев до таму, бидејќи Даница ме подучи дека нема потреба до толку да одам, за да не Доволно да си паничам. избројат пелените. Да, за да не паничам доколку еден ден стимне во килажа. Значи ми рече само редовни контроли, таму ќе го мерат и така и беше. Колку правевте често контроли? Стравувавте ли дека може нешто нема да биде во ред со нивното здравје, бидејќи пред време дојдоа на Па свет? не стравував, искрено, знаев дека тие деца се многу борбени, да, многу се понежни од децата, поготово со респираторни или заболувања. Знаеме дека предвремено родените деца најчесто имаат респираторни заболувања, но ете моите деца беа супер, значи едното и другото супер напредуваа, нормално застануваа во развој до втората година, онолку недели колку што се предвремено родени, но тоа не беше ништо страшно. Еве сега се и двајцата, значи супер, дури и понапредни од нивните деца и во килажа, и во висина, и во напредок интелектуален, така да навистина само можам да препорачам на секоја мајка да верува во своето дете. Има една група на Facebook предвремено родени деца, се зачленив таму, читав, споделував, читав од мајките, Значи, се помагаат бодревме. искуствата. Да, дефинитивно. Се бодриме една со друга и доколку нешто не е јасно, прашуваш, ти одговараат, но во таа група се зачленив со Ева. Или може беше после раѓањето на Лазар, после, не знам, пола година или година дена. На почеток, кога се роди Лазар, бевме јас, сопругот, Даница и доктор Тофовски. Маја, со вашиот сопруг сакавте да имате 3 деца. Да, Ви се решиле на таков чекор? Не. Што Сега велат не. лекарите? Може и со третото да се повтори истото? 99,9% да. Затоа што едноставно мојата матка не држи килажа и плацентата се одлепува и 99,9% значи може да се случи пак истото. И јас веќе следната година ќе наполнам 40 години, каде што е тоа ризик и за мене и за детето. Јас имам 2 прекрасни деца, сопруг и сега да се го ставам мојот живот во ризик за да имам и трето дете. Навистина, да. Многу неблагодарно би било од моја страна. Иако многу сакаме 3 деца. А каков родител сте сега? Дали сте попустлив поради сето она што го поминавте? Воопшто Или не. принципиелен? Воопшто не сум Не? попуслива, не. Многу сум строга и многу сум принципиелна и многу сакам да се извршуваат задачите како што треба да се извршуваат
и затоа што мислам дека на децата треба да им се задаваат задачки во животот за подоцна да се развиваат со тие задачки. Затоа што доколку ги оставиме децата да тераат се по свое, еве народно кажано, и во животот понатаму доколку мама и тато се тука да ги завршуваат сите задачи, и во животот мама и тато нема да бидат тука за да ги завршуваат задачите. Треба да знаат дека кога ќе ги соблечат нечистите алишта, треба да се однесат во корпата за отпадоци, треба да се намести креветот, собата да биде средена, дека мама и тато не се тука за да местат кревет и да средуваат соба и играчките од дневна да стојат 3 дена во дневна. Ги спремате за живот? Па да, јас мислам дека тоа е правилно и така ги воспитувам од самиот старт. Од самиот старт ги воспитувам на принципи и на правила. Не, јас дека не си ги сакам децата и дека не ги галам и не ги милувам и ние не се гушкаме, далеку од тоа, но Ке се постават граници? Да, граници обавезно. Тоа е клучно. Да. Успешно работевте за време на веднаш после породувањата или пак моравте еден период да се повлечете? Ако ви кажам, затоа што јас предавам во Приштина 8 години, значи од септември 9 година, предавам на факултет. И јас кога се роди Лазар во декември, во јануари имавме пауза и февруари, од март јас морав да тргнам на работа. Лазар беше 2,5 месеци, 2 месеци и 10 дена. Моравме да го носиме и него со нас, затоа што март веќе беше топло, имаше сонце, сопругот и он седеа во количка надвор, ме чека, јас правев пауза за време на предавање, го доев и повторно се враќав на предавање и така функциониравме до јуни, додека трае предавањето. Значи, ако се сака, си се може. Да, он одеше со мене практично март, април, мај, јуни на предавање. Дете од 2 месеци предвремено родено. Да, и патуваше, извадивме пасош и патуваше со мене во Приштина. И брендот го ребрендиравте. Да. Работите сега под името Елеазар, да, Елеазар е еврејско име. Лазар е извадок од името Елеазар и затоа и се и ребрендираше мојот бренд. Почевте едно време да правите и куклички од меки материјали, од памучи материјали и истовремено изработувавте и дизајнерско парче облека и за децата. Така. И продолживте и понатаму по тој пат. Работам. Ако некој сака таква порачка, совршен пар беше, така? Совршен пар, да, се изработува по нарачка. Кукла облечена во исто дизајнерско парче облека како и детенцето. Работам и мода за жени, така да еве сега нешто ново спремам, ајде да не зборувам пред време. И така, значи се работи, јас секогаш ќе кажам, доколку се сака, се може, само треба да се има волја и љубов и огромна поддршка од партнерот. Тоа е мислам дека најбитното нешто. Доста сте активна на социјалните медиуми на Инстаграм. Таму објавивте и фотографија од царскиот рез, значи од лузните, од двата царски реза, ве потсетуваат на што? Зашто е оваа лузна символ во вашиот живот? Значи ме потсетуваат на нешто што јас сум го родила, што сум го донела на свет и нешто што секогаш ќе биде тука покрај мене. Јас сум горда на тие лузни и воопшто не се срамам да облечам бикини и мислам дека ни една мајка не може да се срами. Не можам да кажам затоа што многу често се доаѓа на дилема дали еве таа фотографија. Да, оде се гледа. Дали царскиот рез мајката е царица или таа што родила природна, значи и двете се царици. Секоја мајка која што донела, дури и не донела дете на свет, него го одгледала и го израснала во права и здрава особа, е царица. И не можеме ние тука да споредуваме дали мајка која родила царски или мајка која родила природно. Апсурдни се тие дискусии. Значи мајка е мајка, без разлика детето дали е родено или е посвоено, тоа е мајка. Така. И сосема на крај што би им порачале на сите оние семејства кои што минуваат низ истата приказна како што минавте вие? Само поголеми прегледи во текот на бременоста, сега и нели нормално не знаеме што ќе се случи, да веруваат во своите доктори и секогаш да не остануваат само на едно мислење, да се консултираат доколку некој им каже неубаво мислење,
да се консултираат и со второ и со трето стручно мислење и да веруваат во себе, да веруваат во своето дете. И тие мали борци, значи предвремено родени деца, се навистина борци. И јас познавам, еве и се докажало низ историјата, дека предвремено родени деца се гении. Така да не стравувајте, вашите деца ќе бидат успешни и ќе бидат многу добри, само многу љубов и многу верба во нив. Маја, јас ви благодарам многу за вашето гостување во магазинот за родителство 0+ месеци и што ја споделивте вашата приказна. Благодарам на поканата. Почитувани, останете на Телма. Во продолжение на емисијата ќе говориме за здравјето на предвремено родените бебиња со професор доктор Аспазија Софијанова. Кога бебето ќе дојде пред време на свет, единствената грижа на родителите е дали се ќе биде во ред со нивното новородено. Ништо се минуваат предвремено родените бебиња, но и нивните семејства. Денес разговараме со професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар, неонатолог, детски невролог. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Секогаш ми е драго кога сум ваша гостинка, затоа што интересни теми вака дискутираме и може и гледачите да едноставно може би полесно допрат до некои точки кои не им се јасни, а вака да ги расчистиме. Професорке, кои бебиња се сметаат за прематурни, за недоносени? Колку време пред терминот треба да се родат? Или секој бебе што е родено пред термин е недоносен? Знаете како убаво кажавте, прво прематури, значи во матурацијата или во зрењето на плодот сепак има одреден период кој е одреден и кој практично секој орган си има нели време на своето зреење и матурирање. И затоа прематуритет во суштина значи дека сепак деловите кои што треба до крај да дозреат не се дозреани. И ние го велиме нели народски предвремено родени, значи пред времето, и пак времето му било зацртано да биде во одредена временска рамка која ние велиме дека е 37 плюс гестацијска недела. Се што е до 37 гестацијска недела пред тоа е веќе предвремено родено, со тоа што тие што се гранични 36, 35 и 34 ги велиме дека се late preterm, значи касно предвремено родени. И тоа е терминологија која во неонатологијата исклучително важна и сега ние се спојуваме со перинатологијата, неонатологијата и периодот го следиме понатаму, бидејќи тие гранични некогаш може да бидат многу покомплексни за третман отколку некој кој што е уште понезрело родено, 32, односно 28 до 32 недела, кој исто така е предвремено родено нормално бидејќи основната граница е 37 гестацијска недела. Значи, не сите предвремено родени бебиња се подеднакво загрозени по раѓањето. Убав заклучок донесовте. Баш не секој и тука ќе се надоврзам кон една мисла која веќе представува дел од сите наши дебати на сите конгреси, а тоа е дека секое новородено, предвремено родено, бидејќи сепак новороденчињата се во една категорија и различно ги третираме од оние кои што се предвреме родени, има персонализиран пристап. Че не можете вие сите да ги ставите во иста категорија. Имате дете на 28 недела, бидејќи цел живот го работам тоа и се уште еве сум шеф и покрај тоа што завршив неврологија, јас останувам шеф на интензивна, особено оваа што се занимава со оваа вулнерабилна категорија, би ја рекла, бидејќи сепак неизвестноста тука стои. Јас не би се согласила со фактот дека се вели и се ќе биде добро. Оптимизмот е една работа, реалноста е друга работа. Сите ние сакаме да биде се добро, меѓутоа мораме да бидеме многу предпазливи. Особено во таа категорија која што сега ние како неонатолози, реаниматори, не знам дали знаете, во склопот на медицински факултет постои симулацијски центар кој сите факултети во државата мора да поминат низ тој период на неонатална реанимација, која вклучува особено реанимација кај предвремено роденото, кој не е исто како реанимација кај новородено. Значи, спецификите што ги носи со себе прематуритетот или предвремено родените, се повеќе и повеќе стануваат тема, основна тема во педијатријата генерално и глобално, да се истражува, бидејќи тука имате различен мозок, имате различен начин на дишење, имате брзина на дишење која не е иста како новородено, а уште помалку како дете, а уште помалку како возрастен и требате да ја адаптирате и да ја следите и уште многу други карактеристики кои вие со споменувањето дека е
прематурно, значи матуритетот не е завршен. Кој орган највеќе е атакиран? Тоа зависи од самото дете за кој пак индивидуално морате да го посматрате. Професорке, долго време постоеше едно убедување меѓу народот дека бебето е подобро да се роди во 7-ми, отколку во 8-ми месец. И денеска мене ми е што спрашање тоа кај студентите. Вам зашто е токму тоа? Знаете, сепак ако земете дека астрономијата е најстара наука и многу од работите и денеска се чудиме како луѓето точно знаеле па направиле 12 месеци во годината, 12 планетарни планети и така, значи има нешто во тоа како одредени работи и веројатно да кажеме во тоа време се дебатирало, а можеби научните докази сега доаѓаат зошто е тоа така. 7 месечето кога ќе се роди, знаеме дека основниот фактор кој ги држи белите дробови отворени и преку кој практично се врши вентилација и обскрбата на мозокот со кислород, тоа се белите дробови и сурфактантот кој се наоѓа токму на водлабочината на самите долни патишта на белодробието и кој ги држи нив отворени и овозможува кислородна размена. Тој започнува некаде во 7-миот до тука некаде 8-миот месец да почнува да се формира. Веќе во 8-миот месец, ако се родат прематурчињата, тоа значи дека они го имаат, ама до крај не го доразвиле практично сурфактантот. 7-месечето го почнува да го формира, меѓутоа ако излезе порано, самите надворешни фактори по природен пат ќе влијаат, дури сега ние ги интубираме, ставаме одма сурфактантот надвор, вештачки сурфактант нормално, и ги правиме да проложат понатаму нормален пат. А кај овие 8 месечиња веќе еден дел е формиран. И кога ќе е еден дел формиран, вие нагло го прекинувате фактички комплетното, да кажам, созревање на белите дробови. Знаете колку е лошо кога ќе прекинете нешто на половина и ако треба додавате вие надворешен сурфактант, ама веќе тој почел и својот природен да го има сурфактантот и е позрело 8 месече. Секогаш кога мешате природно со дополнително, да кажам, на некој начин артифицијално додавање на некоја материја без разлика што е таа битна за понатамошниот развој, знае да направи одредени проблеми. Така да ако се роди 7 месече и ако му дадеме сурфактант, поминува, пошто не го познавам како стран. Се што не познавате како страно, поминува добро. Се што во вашата природа е пресечено, па додавате нешто, тоа страно веќе делува вистински како, да речеме, стран материјал, вака народски кажано. Затоа, можеби, кога ќе се родат 8 месечињата, е убаво да ги оставиме да го довршат по природен пат создавањето на сурфактантот, иако некогаш, ако има потреба, го додаваме и тука веќе се судираме со тој момент како ќе го надмине тоа вештачко давање на нешто што ќе му помогне сепак и мора да има поголемо мониторирање. Како треба да се разговара со родителите на предвремено родени бебиња кои што се во грчи постојани стравувања? Ако ве праша дали се ќе биде во ред со моето бебе, давате ли одговор? Тоа е веројатно можеби најкомплексната работа. Мене ми е многу лесно со моите 10 прсти да работам, со мозокот да го употребам, да направам се што треба, дали инкубатор, дали интубација, дали механичка вентилација, дали давање на сурфактант. Се тоа најлесно, меѓутоа неизвестноста е секогаш присутна. И знаете како, сега тука важи она правило кој го велат американците, се надевам на најдобро, но морам да го очекувам и на најлошо, бидејќи пресврти може да настанат во секое време. Она кое што јас ги учам и моите студенти и сме се договориле како тим на одделот за интензивна е дека мораме да бидеме опрезни со она што го кажуваме, а во исто време доволно убедливи и доволно, да кажам, заедно со родителите да ги поменуваме работите, бидејќи и ако постои криза да ја споделиме заедно. Тие треба сепак да знаат дел од нештата што се случуваат внатре, иако не може да бидат присутни во делот што ние го работиме. Значи, имаме одличен успех. Нема да им кажете се ќе биде во ред? Нема да им кажам дека се ќе биде во ред, односно тој дел ќе го оставам малку додека не поминат критичните моменти, а тоа се првите 24, 48 до 72 часа, секогаш ќе бидам со позитивност и со тоа да тие се уверат дека ние правиме се. Сигурно дека и тоа и го правиме, ги внесуваме внатре, ги оставаме и објаснуваме на лице место да бидат убедени дека се прави се како што треба.
Но сигурно дека мораме да оставиме 3 точки, бидејќи 1% кој што сега знаете дека е актуелен, а јас веќе го малку повеќе навлегов во тој моментот, тоа е нели постоењето на одредени пречки во понатамошниот развој, мораме навреме да ги сепак лоцираме, доколку истите се појават. Тоа е незрелоста во мозочето, кој често пати кај предвремено родените може да направи интракранијална хеморагија, која поради вулнерабилноста, нели мекоста, малите крвни садови може лесно да прснат и да направат крварење. И сега вие не можете тоа да го скокнете, кај некој поминува многу лесно, кај некој може да направи нема зона, па да нема ништо, а кај некој може да ги зафати моторните центри и при тоа често пати гледаме предвремено родени новороденчиња дека има проблем со одот. И тоа е нешто што мораме да го имаме во предвид. Знаете, а па ако го кажеме тоа веднаш на родителите, тие нема да се фиксираат на добрите страни, туку ќе се фиксираат на можноста да има проблем. дека има проблем. И верувајте дека потоа ќе го бараат континуирано тоа, додека не го најдат. Секој од нас различно реагира на стрес. И тоа е стрес огромен за фамилијата. И се вие уште на тоа ако додадете, а гледате дека може би добро да работите, меѓутоа пак бидете малку резервирани. Кога веќе ќе осетите дека добро одате, јас сега на пример тие сите предвремено родени би ги нарачувала и ги нарачувам да ги гледам понатаму невролошки. Многу важен феномен. Да видиме дали ќе има проблем со говор, дали ќе има проблем со одење, да навреме се фати моментот за да им се прииде да се реши проблемот со говорот, да се реши проблемот со одот, интервенција. Рана интервенција. И тоа е исто така нешто што е тренд во светот. Дали секој предвремено родено бебе ќе треба да престои во одреден период во инкубатор? Не мора да значи. Терморегулацијата е нешто што е врзано со терморегулациониот центар, кој е сепак нестабилен. Рачунаме дека и тој е нестабилен во текот на раѓањето на бебето и во суштина сепак ако се мали, имаме дури и екстремно мали новороденчиња, тие кои што се од 24 до 28 недела и кои што се под 1 кило, тие сепак имаат потреба од дополнително загревање заради таа недозреаност на терморегулациониот центар кој не може да ја одржува сопствената температура и тие можеме под наводници сепак да кажеме дека се оладуваат полесно и затоа инкубаторот ја има улогата на утробата на мајката да ја одржи топлината кај прематурчето и верувајте дека дел од тие нешта кои што ги гледаме преку тој прозорец и преку можноста да влеземе со рацете преку тие огледалца ни прави нели тачинг момент или момент на допир. Моментот на допир го стимулира пред се централниот нервен систем до развивањето на централниот нервен систем и сите останати органи кои не се недоматурирани. Практично, ние не сме свесни колку допирот има лек. Да, баш така. Допирот е лек. Да тоа велат контактот кожа на кожа, односно кенгурирањето е многу важно, но во нашите болници тоа се уште не се практикува. Сега, како да ви кажам, јас останав во државното здравство и верувам дека е тоа понекогаш малку повеќе страв да не се направи некоја интрахоспитална инфекција. Тоа е она од кое се плашиме, нели, да не дојде, бидејќи знаете дека најголем број од бактериите се токму на кожата. И сега стравот од тоа, бидејќи така се тие вулнерабилни, има тенка кожичка, да не дојде до некој тип на пренесување, ама јас еве ќе кажам на сите дека бактериите на мајката и на таткото се автентични со бактериите што ги носи или што се практично иста генетска етиологија со бебето. Значи тие помалку би биле од некорист отколку што би биле од корист. Сега морат сепак да ги измијат рацете, нели, мораме добро да ги спремиме за да влезат внатре. Како изгледа тоа во светот? Значи го земат бебето од инкубаторот и потоа го аплицираат на градите? И го ставаат на градите. Тоа го правиме и ние. Го правиме и ние на интензивна, малку кога е веќе детето во фаза на вадење од машина, за да го достимулираме дели дишењето и да можеме дури и со машина, буквално цревата и начинот на кој што тие дишат. Навистина се средува пулсот на таков начин? Се средува, јас сум била сведок на тоа. Допирот на кожата на мајката и чувството на сигурност, тоа се све подсвесни нивоа. Тоа се нивоа кои што се недоистражени. Тоа беше мотив за да јас учам неврологија. Се уште сум сега во тој дел посветена. Што точно се случува, можеби во некои наредни емисии да говориме од невролошки аспект, како и практично на кој ниво делува во централниот нервен систем тој допир, што стимулира, кои хормони се излачуваат,
хормонот на среќата, на задоволството, тоа е нешто што заборавивме во секојдневието дека е исклучително важно за well-being, што велат, за доброто здравје, општо здравје. За доброто здравје. Имаме многу малку време, но еве ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат со нивни прашања. Професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар и детски невролог, да, и неонатолог од да. Универзитетската клиника за детски болести во Скопје е гостинка во студиото на Телма. Значи, од тој момент почитувани емисијата е контактна. Колку време обично стануваат бебињата во инкубатор и дали на вистина постои ризик да се оштети нивниот вид? Бидејќи родителите читаат и се јавува паника дали се ќе биде во ред и со видот на детето. Знаете како, опишано е во литературата и постојат медицина базирана на докази со која знаеме дека тие дечиња нели имаат потреба од кислород, истиот тој колку е добар, толку и не е добар. Она што не е добро е што ги погодува ситните крвни садови, особено околу во очите, и практично тој кислород кој што тие го примаат ослободува токсични радикали. Тие токсични радикали ги напаѓаат крвните садови околу очите и можат да направат ги напаѓаат, нели знаете, кислородот дури е корисен, дури и се користи како едно од методите за подмладување, но во овој конкретен случај ги стимулира крвните садови и тие се повеќе се развиваат, прави една така наречена неоваскуларизација или нова васкуларизација, ново создавање на крвни садови, кои можат толку многу да се формираат околу очниот дел, да направат така наречено детачмент на самото око од ретината, од внатред каде што практично доаѓа видот. И тој детачмент или одвојување практично на подлогата од каде што доаѓа видот, да направи и слепило. И познато е така нареченото слепило на предвремено родените и тоа е основан страх кој што веќе го надминавме кај нас. Порано имаше многу повеќе такви случаи. Сега веќе имаме директна офталмоскопија, значи ги гледаме буквално дното, односно ја гледаме ретината, каква е пребоеноста на сите делови внатре во окото и на тој начин одредуваме дали постои дополнително формирање на тие екстра крвни садови кои треба и некогаш имаме капки со кои ги уништуваме да не дојде до одвојување на ретината од самото око и мислам дека имаме добар успех, веќе се помалку и помалку, не памтам просто еве во последните неколку години дека сме имале слепило, порано беше веќе нешто друго. Имавме, да кажам, можеби немавме доволно добра апаратура, а и лазерски знаат да се средат. Сега веќе имаме bedside терапии, значи покрај самиот кревет со лазер едноставно се кинат тие крвни садови кои што се формираат во зголемен број, а кои што практично се токсични за детето. А не се токсични ако кислородот, да кажеме, кај некој возрастен има потреба да направи нешто ново, значи да го ревитализира тоа место. И се гледате која е разликата меѓу дете и помеѓу возрастен. Затоа велиме секогаш мојата девиза: детето не е возрастен во мало. Новородено не е дете во мало, а предвремено родено е цела посебна мистериозна, не мистериозна веќе, но мистерија сама по себе и патологија. Цела наука. Односно цела наука, така е. Како проценувате кога предвремено роденото бебе може да ја напушти болницата и родителите да го однесат во домот? Правиме скрининг. Прво тоа е најважно, значи скрининг правиме за евентуално некои вродени болести, кои што е, мислам дека нашата држава со тој дел може навистина да се пофали, значи скрининг за одредени болести. Да, доколку веќе и покрај тоа што е предвремено родено не испуштиме нешто, па понатаму да се чудиме и мислиме дека е од прематуритетот, а всушност да има некоја друга болест која што мора да се исклучи. Значи правиме скрининг, обавезно ги чекираме очите, значи правиме таа така наречена директна офталмоскопија. Со колегите од очна клиника имаме одлична соработка, доаѓаат и тоа на 3 недели ние првиот преглед. Значи оставаме простор. Затоа дури имаме некогаш случаи каде што детето може и да буквално не биде на кислород, а едноставно поради самиот иматуритет да се едноставно тие слободни радикали кои се ослободуваат од стрес и од многу други работи да го направат тој така наречен вишок на крвни садови околу очите што представува проблем. Значи го испитуваме тоа и со слухот оставаме време да тоа биде, да кажеме, можеби и подоцна, проодноста дали постои на двете уши и се разбира невролошки преглед, кој е многу важен, да видиме дали ни се допаѓаат неговите примитивни рефлекси.
примитивните рефлекси се гасат после извесен временски период, особено до 6-тиот месец, и тоа е нешто што нема да го видите кај поголемото дете. Ако поголемото дете ги има се уште тие примитивни рефлекси, значи има некој проблем. И тоа е тоа што го правиме како преглед пред да го испуштиме од одделение, и на тој начин сметаме дека сме сепак направиле едно дозревање, нели, од прематуритет сме направиле одредено матурирање, кое мора да се следи на 3, 6, 9 и 12 месеци. А што им советувате на родителите како да се грижат за предвремено роденото бебе во домот? Тие често пати и ретко плачат. Првото правило е 23 часа спиење, 1 час будност. Значи, спиењето или одморот, и затоа нели секој кој е навистина болен, добро е кога одмара повеќе, затоа што тогаш се ревитализира организмот, не троши толку метаболизмот не е толку активен, не троши многу, за да може да се до подобро, да кажеме, собере и да си дојде на свое, така да кажеме, народски. И советуваме да одмара, советуваме ако е можно и дај Боже да можат сите мајки да дојат, стресот доста влие на нив, бидејќи подолго знаат да останат неинтензивни, да го изгубат млекото, па се договараме околу исхраната, што е многу важна, обврзно мерење, нели, како оди напредува во килажа и кој тип на млеко го употребуваат, бидејќи калориската вредност не може да биде иста кај едно предвремено родено. Вие ако го оптеретите калориски, ќе го боли стомачето. Тие така имаат грчеви, дополнително додека се отвори самото стомаче и додека се отворат сите цревни виуги, така да мислам дека е многу важно да го следа детето дали има грчеви, дали е вознемирено и најважното нешто, начинот на плачење. Нивното плачење кога се будат кај дете кое има проблем не е исто како кај дете кое е задоволно. Гушкањето, нели, таа емоција што зборуваме цело време, допирот и сите тие работи се навистина исто така исклучително важни и тоа се следи, затоа ги нарачуваме. Дури некогаш ги нарачуваме еднаш месечно да ги видиме, бидејќи особено ако имало некаков тип на проблем кој сме го приметиле додека било во инкубатор или додека стоело во интензивна, па нормално дека се знаат да бидат боцнати, дали тоа кожиче добро сраснало, дали едноставно добро напредува. Значи, сите детали ќе ги видите веднаш само што ќе го искенирате бебето, а веќе знаете доколку отстапува, веднаш да почнеме со стимулативен момент. Споминавте како напредува. До која возраст треба да ги стигнат своите врсници? Тоа е веќе двојно. Од една страна тоа е оној така наречен пондерален или нивен висцерален раст, че тоа е она кое што практично го прави нели бебето да расте како сите останати. И тие некојаш знаат дури повеќе да пораснат, некои знаат да растат со некоја, пак ќе кажам, граница која што е нивна и индивидуална, за да тоа дојде до некаде 3 годишна возраст. Тоа е прифатено како една лимит граница во која очекуваме дека тие предвремено родени ќе достигнат границата на својот нормален раст, како нивните врсници. Што значи нормален? Значи очекуваме дека веќе сигурно оние моменти на проодување кои очекуваме да биде и закаснато, и затоа проценката нивна ја правиме со коригирана гестацијска старост. Значи, зависи која гестацијска недела е родено и го коригираме, односно, ако е 32, значи коригираме колку практично е порано родено и колку би очекувале дека и губи, ако не е како врсникот, за да не се секираат родителите. Даваме сугестии што да се прави. Но тоа само по себе ти имаат многу побрз напредок за некои работи и до 3-та година очекуваме да ги стигнат врсниците. Јас често пати знам да го споменам Алберт Ајнштајн кој бил 1,7 и кој станал гений, како што кажа мајката која зборуваше претходно. Тоа не значи дека и сите може да бидат гениалци, но во одреден процент има некоја статистика која гледам веќе и на светско ниво е ставена дека тие деца имаат нешто посебно во себе. Родени пред време, некако дали грижата, дали одредени работи кои што може би ги скокнале, ама па ги поминале на еден друг начин, ги прави посебни. Така, родителите треба да имат една охрабрувачка мисла, еден охрабрувачки пристап и да размислуваат позитивно дури и во тие моменти. Генерално сегашната медицина се справува одлично, можеби порано. Јас се сеќавам кога првата екипа од Македонија отиде во Австралија, каде што се едуциравме во болницата во Сиднеј,
Тоа беше преку Министерство за здравство, во која што група и јас бев. Навистина бевме прво, нормално немавме толку често таква патологија видено и ние на тие 400-500 грама викавме дали како е ова се можно. Сега веќе и кај нас тоа многу нормална работа. Медицината сепак оди напред и истите тие работи кои што сме ги имплементирале, сме сега и горди, бидејќи ја знаеме екипата која сега на различни локации практично го шири своето знаење на други генерации. Колку бебиња има во моментот на Универзитетската клиника за детски болести? Со предвремено родени, сега доаѓаме од дежурство. Јас вчера бев 24 часа дежурна. И сега ќе ви кажам, некаде околу 10 ги има кај нас за интензивна. Кога ќе станат малку подобри, ги ослободуваме, ги испојуваме со мајката и кога вистински ги зрееме и вистински сакаме да бидат под наш комплетен надзор, тогаш сепак мајката има временски период кога може да го посети своето дете и сигурно дека сакаме што е можно подолго да се задржат заедно за да ја направиме близината што е можно побрзо. Мајката ја споменувам, меѓутоа и таткото го има клучното значење, така да кога доаѓа да ги видат, секогаш ги пуштаме двајцата. И сигурно тоа се емотивни средби. Исполнети со многу прашања. Знаете како јас, од кога бебе станав и баба, сватив колку во животот не е исто да си, како е кога си работник, да кажам, од оваа страна на приказната. И од другата страна. А веќе другата страна, гледајќи ги работите, еве, искрена ќе бидам, не е исто и затоа треба да се внимава како се однесуваме према нив, бидејќи нивното чувство внатре, еве и да имате све, да кажем, и нормални новороденчињи, се посебно на овие кои го чекале долго своето дете, кои живееле практично за своето дете да го имаат во своите раце, ние треба да бидеме вистински внимателни. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Во секое време. Фала ви вас. Почитувани, со ова приказна и со информациите поврзани за здравјето на предвремено родените бебиња, ја закружуваме денешната емисија, денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.